Добро, јас и овој пат нема да избегам од мојот традиционален начин да ве поздравам, односно почитувани представници на медиумите, почитувани новинари. Дозволете од името на Центарот за комуникации при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН да ви се заблагодариме за досегашната соработка, пред се за соработката во овие 40 дена додека траеше изборната кампања за председател, меѓутоа и за парламентарни избори. Морам искрено да ви се заблагодарам за вашето присуство на секојдневните пресови, некојаш ги имавме по 2, по 3, за пренесувањето на реакциите, на соопштенијата и така натаму. Сето тоа укажува дека од 2012 година, кога се формира овај тим на Центарот за комуникации, до денес изградена е една меѓусебна доверба, една комуникација меѓу новинари, она што значи Центар за комуникации, и затоа искрено ви благодарим. Од 2012 година, ако се направи ретроспектива од кога фактички е овај тим на Центарот за комуникации, ќе видиме дека всушност сме сведоци на големи историски победи на ВМРО ДПМН. Односно, 2013 година локалните избори, во кои Центарот за комуникации се разбира имаше свој дел во тој мозаик на големата победа на господинот Никола Бакрачевски како денешен актуелен градоначалник. И ево денеска сведоци сме дека истиот тој тим е дел од историската победа на претседателските и на парламентарните избори. Меѓутоа, тимот што победува не се менува, така да господинот Дејан Пановски секогаш беше присутен тука и уште ќе е присутен, меѓутоа тимот го наградивме, а тоа е со господинот Ѓоко Аловски. Се надевам дека понатаму ќе имаме уште повеќе соработници за Центарот за комуникации. Дозволете во оваа прилика искрено да упатам една желба, еден апел за побрзо оздравување на еден човек кој доста ни значи во Центарот за комуникации, а тоа е господинот Васко Лажанковски. Се надевам, односно сите ние се надеваме дека за брзо време ќе го видиме повторно во нашите редови, повторно со неговата ведрина, со неговата професионализам, ќе успееме уште повеќе да го дигнеме нивото на Центарот за комуникации. Имено би сакал да укажам и следно, дека досега Центарот за комуникации не водеше деструктивна политика, секогаш водеше позитивна политика и тоа ќе остане како наш символ. Токму поради тоа, во овој момент сакам да се заблагодарам и до сите членови на Општинскиот изборен штаб, до сите оние соработници кои ни помогнаа да ја на некој начин во наводници истуркаме ова изборна кампања и нормално да го добиеме овај историски резултат, односно победа на ВМРО ДПМН. Исто така тука сакам да се заблагодарам и до членот на извршен комитет од Охрид, господинот Никола Бакрачевски, како и до сите соработници од Центарот за комуникации. Се надевам дека нашата соработка и понатаму ќе продолжи, дали во овај состав, дали во различен состав, меѓутоа веќе покрај професионалната соработка веќе имаме и добра пријателска соработка, па се надевам дека таа соработка ќе продолжи на двете нивоа. Уште еднаш ви се заблагодарувам од името на Центарот за комуникации, предводен од Никола Митровиќ, како шеф на Центарот за комуникации под прво, меѓутоа секогаш тука до мене е мојот ментор Дејан Пановски, како и господинот Ѓоко Аловски, кој представуваше логистика и протокол на овие избори. Исто така, да не ги заборавам, тоа не смеам, кандидатите за пратеници, односно пратениците во Собранието на Република Македонија од Охрид, пред се доктор Сашо Василевски, Александар Николовски и доктор Љубен Арнаудов. Од сите ними научивме одредени карактеристики, позитивни карактеристики кои понатаму ќе ги пременуваме и во професионализмот, меѓутоа и во секојдневното живење. Уште еднаш да им се заблагодарам и ними и се надевам на добра соработка. Благодарам.